Бањањето на детето представува вистински ритуал како за новороденото дете, исто така и за новите родители. Пред се треба да се подготват за оваа ситуација, значи мора да се определи местото каде што ќе се бања детето, се направи соодветна подготовка, значи на амбиенталната температура, собната температура треба да се движи некаде меѓу 24 и 26 степени Целзиусови, значи не повеќе и не помалку, за да може детето да се чувствува комфортно и пријатно во таа температура. Исто така треба да се направи да се избере и колекцијата со која што ќе се бања детето, значи со кои средства тоа ќе се направи. Значи родителите треба да го подготват услови во кои што ќе го бања детето, како што рековме. Температурата на водата е една од тие услови. Секогаш треба да се бања со вода која што е на температура на телото. Значи зборуваме за температура од 36 до 37 степени Целзиусови. Предходно треба да се провери температурата на самата вода. Средствата за капање кои што ќе ги одберат родителите треба да бидат со соодветен состав, бидејќи бебешката кожа е навистина многу нежна и чувствителна, не треба да ја сушат, треба да бидат соодветна киселост да имаат нивна и понајаму треба да ја штитат и да ја негуваат истата. Децата кои што имаат непаднато папче, значи зборуваме за новородените деца во првите 2 недели, секогаш препорачуваме ние педиатрите да се бањаат на проточна вода, бидејќи на тој начин шансата да настане инфекција на папчето е минимална. После бањањето, добро е да се исуши кожата на телото, посебно се обрнува внимание на наборите, значи на вратот, под мишките во рацете, значи под рацете, онда во пеленската регија мора убаво да се исуши кожата, се прави убава таолета на папчето и тоа вообичаено се препорачува 70% алкохол и стерилна газа со цел папчето да остане суво и чисто.